Здраво, пријатели! Живееме во време со многу предизвици и со голема неизвестност за тоа што следува понатаму. Со секојдневното живење навикнати сме да се потпираме на себе си и да мислиме дека се можеме. Се што е во рамките на човечките можности може да биде стремеж кон одредена цел. Но што е со моментот кога веќе нема излез, кога нема решение или одговор за дадена ситуација? Јас зборувам за неопходноста од Бога во нашиот живот. Свесен сум дека најчесто овие духовни теми наидуваат на предрасуди и луѓето ги класифицираат како секташка пропаганда. Но го имам разбирањето дека тоа е резултат на тоа што луѓето се плашат од непознатото и затоа најчесто ја отфрлаат и ја избегнуваат темата за Бог. Да не го познаваш Бог и да немаш лична релација со Него е пострашно и од смртта. Но да веруваш во Бог на вистински начин значи да живееш живот кој што ги надминува физичките закономерности, човечките сили, односно да живееш духовно, надприродно. И во овие времиња што би било утеха, дали разговорите за мода, економија, уметност, дали тие ќе ги оттргнат негативните мисли и грижи? Што би било надеж и што би донело радост на луѓето ако не радосната вест дека Бог сите нас не сака и дека неговиот план вклучува наше спасение, безгрижен живот во сигурност, здравје, заштита и љубов. Затоа ви велам дека не треба веќе да живеете како што живеат луѓето кои не знаат за Бог. Умот што не е просветлен од познанието за Бога, талка во темнина, тој е помрачен ум. Во таквиот ум има негативни сценарија и црни мисли, затоа луѓето кои што немаат однос со Бога се како помрачени. Тие се отуѓени од животот што доаѓа од Бог, затоа што не го разбираат тоа, а не го разбираат биејќи срцата им се закоравени, стврднати срца. Закоравено или тврдо срце значи неспособност за сочувство, неспособност за љубов. Себичност, егоцентризам, своеволие, неодговорност, со нанесување штета на луѓето и животната средина, но кога во нашиот живот централно место ќе му отстапиме на Бог, тогаш неговата љубов ќе го омекне нашето срце и ќе бидеме добри заради тоа што Бог е секогаш добар. Не треба да си дозволиме да мислиме на Бога само кога ќе не идеме на проблеми, туку секогаш и начинот на кој што тоа го остваруваме е преку молитва. Може би сакате да се молите на Бога, да му пристапите и ништо не ве спречува тоа и сега да го направите. Но многу верници сакаат тоа да го направат во црква и низ одредени ритуали и обичаи. Но во услови кога тоа не може, кога човек не може да излезе на улица, дали тоа значи дека човекот е помалку верник и дека не може да се обрати на Бога? Се разбира дека не. Бидејќи каде и да сте и во каква и ситуација да се наоѓате, ако вие сте го посветиле вашето срце на Бога, тогаш Бог ќе биде со вас преку Неговиот Свети Дух. Преку Неговиот Свети Дух тој ви го исполнува срцето со љубов. И така таа Божја совршена љубов ќе го оттргне стравот од вас и ќе доживеете радост. Вашето тело е создадено од Бога да биде Негов храм. И вие би можеле да почувствувате ослободување од тага, грижа, страв за себе си и најблиските, кога знаете дека Бог е со вас и живеете духовен живот. Како знаете дека Бог е со вас? Бидејќи се исполни пророштвото дека ќе дојде Спасителот, кој ќе биде роден од девица, зачната од Светиот Дух, и ќе му се даде име Емануел, што значи Бог е со нас. Името на Спасителот на еврејски е Јешуа, Хамашијах или Јешуа Месијата, односно Спасителот, кој во грчки превод го знаеме како Исус Христос. Тој дојде за да го спаси секој човек од вечната смрт со која е проколнато човештвото заради гревот и последиците на гревот, во кое целото човештво секојдневно живее и умира. Исус низ неговата мисија на земјата, која вклучуваше поучување, пророкување, исцелување, тој покажа дека Божјата волја е совршен план за луѓето. Исус ја заврши својата мисија жртвувајќи го својот живот. Тој на крстот доброволно пристапи да биде жртва за сите луѓе, завземајќи го местото на страдание кое што му следуваше на секој грешен човек. Тој е заместителна жртва, распнат на крстот за секој човек и тој умре за секој што ќе поверува во него да оживее и да прими вечен живот и спасение. Кога беше распнат на крстот, Исус исто така ги зеде сите гревови од нас,
Сите болести кои доаѓаат како резултат на гревовите, но во Светото Писмо исто така откриваме дека преку неговите рани, кои што му беа нанесени, ние се исцеливме. Односно дека Бог на таков начин обезбеди исцелување за нас. Исто така откриваме дека со пролевањето на неговата крв, ние сме измиени од сета грешност и вина, оправдани како да не сме грешале повеќе. Исус со собственото жртвување го помири човештвото со Бога и ги прости нашите гревови. Ова значи дека Бог повеќе не е гневен заради беззаконието на луѓето, бидејќи неговата совршена праведност е задоволена со жртвувањето на неговиот син Исус, кој што е совршена жртва. Откако Исус умре, тој беше погребан, но на третиот ден воскресна и седна од десна страна на престолот на Таткото Небесен. И со неговата молитва, Таткото Небесен го испрати Светиот Дух на земјата, кој значително се манифестираше на денот на Педесетница или Духов ден. Тоа е денот кога учениците на Исус беа облечени со сила од небото, за да можат смело да сведочат за Исус Христос. Ова беше проследено со зборување на непознати јазици и беше чудо за сите во градот Ерусалим кои беа очевидци. Пораката за тоа дека Бог ги сака луѓето до таа мера што си го даде својот единствен син Исус Христос како жртва за да ги спаси луѓето и дека секој човек што ќе поверува во него и делото што тој го изврши на крстот ќе биде спасен, таа порака се ширеше насекаде. Оваа порака за тоа дека Бог ја докажа својата љубов со жртвувањето на својот син е всушност радосната вест за тоа дека Бог сака на земјата целосно да го воспостави своето владење, односно да го воспостави Царството Божјо. Во ова царство се повикани сите луѓе да влезат, примајќи го Исус Христос кој што е царот. Јован Крстител им велеше на луѓето: покајте се зашто се приближи Царството Небесно. А тоа беше повик секој да се одврати од погрешните патишта на своеволието, себичноста и гревот и да тргне по Божјиот пат. Токму ова е пораката која и денес ја слушаме. Да се покаеме за секој грев и се што сме сториле против Божјата волја и да ја прифатиме поканата за да станеме жители на Царството Божјо, примајќи го Исус Христос за свој Господ и Спасител. Жителството во Божјото царство не е условено од оно што човек го јаде и пие, туку од тоа дали живее праведен живот и дали ги има мирот и радоста што ги дава Светиот Дух. Во времења на неизвестност, кога е во опасност животот на луѓето, владее немир, страв, грижи, тага, но треба да разбереме дека Бог може да ни даде живот кој е вечен и не е условен од земските фактори. Сега сите можеме да ја отвориме вратата од нашето срце за Бога и да примеме мир, да искусиме радост, да осознаеме дека Бог не љуби. Ова осознавање го просветлува помрачениот ум на секој човек и таа Божја светлина штом засвети во вас, темнината нема да може веќе да ве опфати. Исус ова го објави. Тој рече: јас сум светлината на светот. Секој што ќе биде мој следбеник ќе ја има животодавната светлина и никогаш нема да талка во темнина. Во Светото Писмо пишува дека сите што го прифатија Исус и поверуваа во Него, станаа новородени луѓе, односно родени од Бога или деца Божии. Тоа никој човек сам не може да си го постигне со собствен труд, добри дела, чесен живот, туку тоа е овозможено по милоста на Бога, само кога човек ќе поверува и ќе го прифати Исус Христос за свој Бог и Спасител. Ако со својата уста го признаваш Исус за Господ и ако во своето срце веруваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Ако длабоко во себе имаш таква вера, Бог ќе те смета за праведен. Ако со својата уста ја исповедаш оваа вера, ќе бидеш спасен. Светото Писмо вели вака: ниту еден од оние што веруваат во Него нема да се разочара. Ако се покаете и на овој начин пристапите кон Бога, се свртите кон Него, гревовите ќе ви бидат избришани и присуството на Господ во вашите животи ќе ви донесе освежување, бидејќи по целиот небесен свод има само едно име на кое луѓето можат да се повикаат за да се спасат, а тоа е Исус Христос. Затоа, јас сега ве повикувам
во кратка молитва да пристапиме заедно кон Бога, за да можете да станете жители на Царството Божјо и во вашето срце наместо тага, грижа, страв, да завладее Бог. На овој начин, вашиот живот од сега ќе биде воден од Бога, ќе примите спасение кое што вклучува избавување од злото, ослободување и исцелување, но исто така ќе примите и вечен живот за да го живеете во заедништво со Бога. Молитвата повторувајте ја после мене и со вера во Бога, бидејќи тој сега не слуша. Господе Семоќен, Ти се обраќам во овој миг и признавам дека според Твојата светост и Твојот Божји критериум, јас навистина сум грешен човек и заслужив болна казна со смрт, вечна смрт. Ти си праведен, Господе, и никој не може да се оправда пред Тебе и да се спаси. Но јас сега Ти благодарам, што Ти заради мене и сите луѓе го испрати Исус, Твојот единствен Син, да го земе моето место и да ја плати мојата казна. Верувам дека Исус умре на крстот за мене и ги отплати моите гревови и долгови. Верувам дека преку Него ми се простени гревовите. Верувам дека со Неговите рани ми е обезбедено исцелување и дека со Неговата крв сега сум измиен од гревот и осветен за Тебе, Господе. Јас не знам до кога ќе живеам на земјата, но сакам да живеам, Господе. И верувам дека Исус умре за јас да живеам со Тебе. Верувам дека Ти, Господе, Татко Небесен, го воскресна Исус од мртвите и дека преку Него сум посинет и имам вечен живот. Сега се кајам за секое злодело и секој грев што го извршив со поглед, со помисла, со уста, со делата на моите раце и на моето тело. Се кајам за се, Господе, што вршев против Твојата волја. Со Твојата љубов одлучувам да им простам на моите непријатели за се што ми сторија, за да си овозможам да ја примам Твојата прошка, зашто Ти сакаш да имам милостливо срце. Сега искрено и со чиста совест го примам Исус Христос, кој е Божји Син, за мој Господ и Спасител. На овој начин Ти го посветувам мојот живот, мојата душа, моето срце, моето тело, се да биде под Твое управување, Господе. Господи Исусе Христе, Те канам, дојди сега, застани на престолот на мојот живот и живеј во мене, владај со мене. Тебе Ти припаѓам во целост. Те молам, Исусе, напиши ми го името во книгата на животот и не ме оставај никогаш. Ти благодарам што Ти си одговорот за сите мои прашања. Ти си мојот избавител од секоја криза. Ти си мој исцелител. Ти си мојот спасител од смрт. Ти си извор на мојот живот. Ти ми овозможуваш да влезам во Божјото царство. Сега знам дека не сум сам, бидејќи кога Ти си со мене, нема ништо против мене. Јас од денес се идентификувам како Божјо дете, за кое важи Божјото ветување, дека се содействува за добро на оние кои Тебе те љубат и кои Ти ги повика по Твоја намера. Нека е се според Твојата волја, Господе. Ти благодарам и вечна нека е Твојата слава во сите векови. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани пријатели, ако пристапивте со вера во Бога преку оваа молитва, верувам дека сте спасени и дека станавте Божји деца кои започнуваат нов живот, духовен живот. Вашиот дух сега оживува и Светиот Дух ќе ви зборува во вашиот дух за тоа како да живеете од сега натаму според Божјата волја, а тоа значи дека ќе имате поттик да практикувате молитва кон Бога, како и да го разбирате упатството за духовен живот на земјата и небото, кое што всушност е Светото Писмо. Сега Божјиот благослов ќе стане атмосфера во вашето живење и ќе дишете во Божјото присуство. Иако ќе се соочувате со предизвици во секојдневието и нема да ви биде лесно, сепак ќе осознаете што значи да живеете заеднички со Бог, да бидете благословени и тој да ве води во надминување на се она што ќе ви се испречи на патот. Веќе не сте сами, ниту безпомошни и изгубени. Бог е со вас.
Бидете благословени со мирот Божји и радоста во името на Господ Исус Христос. Ви посакувам убаво благословено време и Бог нека биде со вас. Довидување.